Почитувани пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма на Радио Глас на надежда. Секој ден од понеделник до петок во 8:30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Радио Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравјето, животни приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме. Почитувани гледачи, добро утро. Срдечен поздрав од студиото на Радио Глас на надежда, адвентистичко радио кое емитува својата програма секој утро од 8 часот и 30 минути до 9 часот и 30 минути од понеделник до петок. Верувам дека имавте мирна ноќ, одморени сте сега за нови предизвици за овој нов ден што Господ ни го подарува, почитувани гледачи. Денеска сме 14. април, полека го трошиме и овој 4 месец во ова календарска 2022 година. Денеска е четврток, како што спомнав, 14. април. Сонцето во Кавадарци изгреја во 5 часот и 55 минути, а истото ќе зајде во 19 часот и 11 минути. 104-тиот ден во ова тековна година. Денот трае некаде повеќе од 13 часа, некаде 13 часа и 8 минути. Според мерната станица за квалитетот на воздухот во Кавадарци, денеска добив информација дека воздухот е делумно загаден. Иако сам на сончев ден, малце е прохладно, но сепак пријатно е, некаде беше 3 утрово рано степени, а сега е веќе се качува на 5 степени и така ќе оди до 24 степени во теквишијата. Денеска ќе имаме релативно топол ден, затоа искористите го денешниот и утрешниот ден, затоа што се предвидува прогнозата за следниот викенд дека ќе имаме врнежливо време, така да за тоа ќе кажеме малце покасно. Значи, денеска ќе имаме сончево со мала локална облачност и со слаб ветер од променлив правец. Релативно пријатно време во целата наша земја. Во крајните западни делови температурата утрово се движеше од 1 степен, а ќе се искачи до 16 променливо облачно. Во Охридскиот регион од 4 до 19, Пелагонија ќе имат и со пријатно време од 3 до 21. Скопскиот регион има голем промена, односно од 2 степени наутро до 23. Во текот на денот Команово исто така од 1 до 20, Беровскиот имавме минус утрово, минус 2 до 18 и Струмичкиот, односно Гевгилискиот дел ќе биде од 3 степени до 23. Очигледно, според ова карта што имам пред себе, Теквешкиот регион ќе биде најтопал денес. Значи, Кавадарци би требало да има највисока температура, но како е да е, насекаде ќе биде пријатно, сончево и топло. Што се однесува до прогноза за утре, времето ќе биде сончево со мала до умерена локална облачност и со слаб ветер од југоисточен правец. Температурата ќе биде во покачување за степен 2, така да на целата наша територија ќе бидат позитивни температурите, односно ќе немаме минус од, значи, плюс 1 до 19 ќе биде во Беровскиот крај, а во теквишијата утре ќе имаме од 5 до 25. Меѓутоа, почитувани гледачи, сакам да ви скренам внимание дека веќе таму од 17 април, значи имаме најава и прогноза за промена на времето. Температурата ќе се значително намали, ќе имаме дожд, иако дождот е потребен, бидејќи е пролет, житото кое сега треба да расте побрзо, па и земјоделците да ги приготват нивите и почвата за пролетната сеидба. Така да нека навистина падне добар дожд, за да се накваси ова сува земја, бидејќи немаше оваа зима многу снегови, така да земјата е сува и потребни се дождови, но да нема само невреме. Значи, некаде од сабота навечер ќе се времето промени и ќе се појават облаци, а
od nedela do vtornik, znači ke prevladova promenljivo oblačno vreme vetrovito i значително постудено време со локални врнежи од дожд, а на планините и на повисоките места од снег. Така да се надеваме дека ќе нема мразеви, зашто сега вошките се во цветење, така да се надеваме дека и тој период ќе помине безболно. Што се однесува до информациите од Auto-Moto Сојузот на Македонија, ни јавува дека интензитетот на сообраќајот во Македонија на државните патишта се одвива по суви коловози. Немаме, значи, некои гужви, сообраќајот е среден и умерен, а на граничните премини нема подолги задржувања од она вообичаена контрола што е потребна. Auto-Moto Сојузот препорачува прилагодена брзина на движење и почитување на поставената сообраќајна сигнализација и внимателно управување со возилата, особено на патишата низ котлините, речните долини и клисурите каде има можност од појава на одрони и така натамо. На денешен ден, 14. април, се случиле следниве настани. Дел од секако тие настани 1865 година во театарот Форд во Вашингтон Џон Вилкс Бут го застрела председателот Абрахам Линколн. Овој човек страдал додека бил на представа во театар. 1894 година на денешен ден во Њу Јорк е представен киноскопот на Едисон, апарат за гледање слики, предвесник на филмот. Тоа се случило во 1894 година. На денешен ден, тоа верам вие постарите, а и ние помладите, па и сите ние од историјата тоа го знаеме, дека на денешен ден, 14. април 1912 година, британскиот патнички параброд Титаник на своето прво патување низ Атлантикот кон Њу Јорк удрил во Санта Мраз во северниот дел на Атлантикот и следното утро потонал, кај што загинале 1503 луѓе. Тоа навистина е голема катастрофа. Меѓутоа, за Титаник може би во нека друга прилика ќе кажеме малце повеќе. Тие кои го направиле Титаник и дале на изјава дека ни сам Господ не може да го потопи, толку бил сигурен. Имало, мислам, 18 комори, предкомори, како заштитни предели, зидови. Ако едната комора се пробие, значи ќе има доволно време додека водата не дојде во палубата внатре да се евакуират патниците. Меѓутоа, за кратко време овој джин би рекол, овој брод Титаник потонал и 1503 претежно оние сиромашите или она средна класа загинале, потонале, оние другите се извлекле. Секако имало и богаташи кои загинале во таа катастрофа, но има многу приказни поврзани како ги бирале богатите да бидат извлечени со чамците. Немало доволно ни чамци на тој брод. Зошто? Па тој несовладлив, не може никој да го потопи. Биле 100% уверени дека никој ништо не може. Меѓутоа, во некоја друга прилика ќе кажеме малце повеќе за самиот брод, како бил направен и како е доживел таа катастрофа. На денешен ден, значи 14. април 1992 година во гарнизонот во Охрид пристигнал првиот регрут на армијата на Република Македонија. Иако сега веќе немаме армија во смисол да се оди во војска, како доброволно, меѓутоа имаме професионална војска, но знаеме служењето во армија е укинато, но првиот војник кој од македонска страна е организирано, значи обучавање на македонски војници, тоа се случило на 14. април 1992 година. Уште еден податок, 1995 година, на денешен ден, Република Македонија и големата социјалистичка Либиска народна република воспоставиле дипломатски односи. Во ред, тоа се отприлика, почитувани гледачи, настани кои го обележале во светски рамки денешниот ден, 14. април. Меѓутоа, еден од најголемите настани за мене
според ова што го читавме, е потонувањето на големиот брод Титаник. Пред да отидеме понатамо, да слушнеме една убава песна, би сакал на сите вас, почитувани гледачи, кои денеска може би имате роден ден или ќе прославите некој ваш юбилеј, ви посакуваме добро здравје, Божје водство и благослов и бидете успешни и благословени во вашиот живот. Одеме сега со песна, потоа ќе продолжиме повторно во живо во нашето студио. Ti si mi snaga kad sam slab, ti si mi zaštita od zla, ti si mi sve, baš sve. Kada padnem, dižeš me, kada sam željna, voliš me, ti si mi sve, baš sve. Ti si mi snaga kad sam slab, ti si mi zaštita od zla, ti si mi sve, baš sve. Kada padnem, dižeš me, kada sam žedan, voliš me, ti si mi sve, baš sve. Isus, naš spasitelj, dostojanje hvale. Isus, spasitelj, dostojanje hvale. Isus, spasitelj, dostojanje hvale. Isus, spasitelj, dostojanje hvale. Ti si mi snaga kad sam slab, ti si mi zaštita od zla, ti si mi sve, baš sve. Kada padnem, dižeš me, kada sam žedan, hojiš me, ti si mi sve, baš sve. Isus, spasitelj, dostojanje hvale. Isus, spasitelj, dostojanje hvale. Ti si mi uzeo moj greh, obnovio život, dao smeh, ti si mi sve, baš sve. Uskoro doći ćeš po nas, ti si nam život i naš spas, ti si nam sve, baš sve. Ti si mi snaga kad sam slab, ti si mi zaštita od zla, ti si mi sve, baš sve. I kada sam ne dižeš spas, kada sam žedan, voliš me, ti si mi sve, baš sve. Ti si mi snaga kad sam slab, ti si mi zaštita od zla, ti si mi sve, baš sve. I kada sam ne dižeš spas, kada sam žedan, voliš me, ti si mi sve, baš sve. Еве не повторно назад во емисија, почитувани гледачи, доколку пиете чај или вода, убаво е да наутро имате течности, може да се придружите заедно со мене. Би сакал да ги поздравам сите оние кои во меѓувреме се вклучија во нашата програма. Ги поздравам гледачите секако од Македонија. Имаме доста кои не следат, а и оние кои се во странство, како што се во Германија, Австрија, Холандија,
и од други држави во Европа. Секако ги поздравуваме и нашите гледачи во Украина и во Бугарија, а и преку океанските држави, како што се Америка, Австралија. Сите сте добре дојдени во нашата емисија, која се снима и може да ја погледнете во реприза на нашиот YouTube канал Радио Глас на Надежта или на социјалната мрежа Facebook под истото име Радио Глас на Надежта. Следува рубриката Капки на мудроста и кратка утринска приказна. Еве, за денеска приготвив, верувам ќе ви се допаднат, неколку капки на мудроста, почитувани гледачи. Животот е долг процес на секојдневно учење. Оној човек кој мисли дека се знае, дека се научил, всушност ништо не знае. Значи, животот е постојано учење додека сме живи. Човекот старе така како што живеал. Почитувај го старецот, ако поради ништо друго, тогаш поради тоа што толку долго го носел товарот на животот. И Библијата не учи пред бела коса, значи пред старецот вели стани и имај почит. Треба да ги почитуваме по старите луѓе. Попусливоста стекнува пријателја, вестината омраза. Подобро е да не се ветува, отколку зборот да не се одржи. Подобро е да се страда од вистината, отколку да се биде награден за лага. Има луѓе кои од своето богатство немаат ништо, освен стравот да не го изгубат. Богатството е слично на морската вода. Колку повеќе ја пиеме, толку сме пожедни. Истото важи и за славата. Колку повеќе даваш, толку повеќе имаш. Библијата вели, она рака која дава, никогаш не осиромашува. Затоа, почитувани пријатели, драги гледачи, ако сме во можност, може да биде тоа мала сума на пари. Ако немаме пари, добар збор, љубезен збор, или да го сослушаме оној кој има мака, исто така е благослов за оној кој се околу нас. Таката Библијата не учи и вели вие побогатите да им помагате на сиромашните. Од секојаш имало сиромашни луѓе и ке има и војнина, и богати, и сиромашни. Лесно е да бидеш дарежлив со туги пари. Како што тешката облека пречи при движењето на телото, така и богатството пречи при движењето на душата. Не сакам да ме сватите погрешно, почитувани гледачи, не е грев пред Бога да се биде богат и имучен човек, ако се тоа заработува со своите две раци, што се вели. Меѓутоа, да не биде пречка богатството за да го гледаме Бога или пријателот само преку пари. На Бога му се потребни богати луѓе, односно луѓе кои може да дадат, да помогнат во разни цели, така да еве Бог не учи да навистина она што тој ни го дава, да можеме еден дел и да подариме. Одиме сега со песна, ќе се вратиме веднаш да ја проследиме и од кратката приказна. Дали може од режија да одиме со песна? Na ovoj svet gostin su, to go znam, i život težok je, polne sogre, zato kopneam, zato i poubav sve, kade što nema Bog, ni tu smrt. Zato i ljubav sve, za život bez greh, ni zboruva Isus spas, da sme spremni ovoj čas.
Ti verujem, Bože moj, o Tvoj ozbor, i zato sekoj čas se spremam jaz, za Tvoj dom, ljubav dom, što me čeka vo sjaj, za mene to je večen raj. Za Tvoj ljubav sve, za život bez greh, niz boruva Isus spas, da sme spremni v ovoj čas. Ke dojdeš li so mene razmisliti, da bideme zajedno vo site dni, može biti to je tvoj od posleden čas, ne čekaj, vednaš ti odluči. Za Tvoj ljubav sve, za život bez greh, niz boruva Isus spas, da sme spremni v ovoj čas, da sme spremni v ovoj čas. Еве, неповторно почитувани, гледајќи во нашата програма. Сакам да ја споделам сега во текот на оваа емисија и поракава, односно приказната за деца, за возрастни. Ова приказна е посветена на нашите мајки. Кога ќе прочитам, ќе видите зашто станува збор. Значи, за сите мајки, постари, помлади, мајка е една. И вие кои ги имате вашите мајки, кои се уште ви се живи, навистина покажувајте голем респект кон нив. Мојата мајка имаше само едно око. Ја мразев. Беше срамота за мене. Во нашето училиште приготвуваше храна за учителите и за нас. Еден ден, додека уште бе во тоа основно школо, мајка ми влезе во класот и ме поздрави. Ми беше толку многу срам. Како можеше тоа да ми го направи? Ја игнорирав и упатив поглед пон со омраза и побегнав. Подосна сите мои пријатели ми се подсмева и ми велеа: ужас, твојата мајка има само едно око. Пропаднав земја и посакав мојата мајка да ја нема. Кога повторно ја видов, станав и реков: ако повторно мислиш да ми правиш предмет на исмејување, подобро е да умреш. Мајка ми ништо не одговори. Не застанав нито за миг да размислам што реков. Бев пон со омраза и бес во себе. Бев незаинтересиран за низините чувства. Едноставно што сакав е да побегнам што подалеку и да немам никаков контакт со неа. Во касниот живот учев многу и тешко. Така да добив шанса да одам во Сингапур и да студирам. Бев пресреќен. Се оженив, купив куќа и добив своји деца. Бев среќен со својот живот, со своите деца, иако живеев во друга земја. Но еден ден, мојата мајка ме посети. Ме немаше видено многу години,
a i внуците isto така веќе пораснаа. Се појави на вратата. Моите деца почна да ја исмејуваат. Јас почнав да и се дерам како може само така да се појавува непоканета. Се дерев и викав: како можеш да доаѓаш туку така и да ми ги плашиш децата? Оди си од тука. Мојата мајка само тивко одговори: извинете, мора да сум ја погрешила куќата, и замина. После неколку години јас добив писмо од мојата мајка. Поканет сум на матурска. Ја излажав жена ми дека треба да одам на службен пат. После прославата од љубопитност наминав до стариот дом. Кога ме видоа соседите ми рекоа дека е веќе мртва. Ниту една солза не пуштив. Ми дадо едно писмо и ми рекоа дека е од неа. Значи, синот се вратил таму во родниот крај на некоја матурска. Всушност, тој заминал таму во родното место да види што се случува, да ја побара мајка си, но таа веќе била во старски дом, но меѓу време мајката починала. Ми дадо едно писмо и ми рекоа дека е од неа. А во писмото пишуваше: мил мој сине, мислев на тебе цело време. Извини што така упаднав во твојата куќа и ти ги исплашив децата. Ми беше драго дека си успел во работата и дека дојде да прославуваш овде. Јас можеби нема ни да станам од креветот да те видам. Жал ми е што секогаш те срамував и ти бев терет. Гледаш, кога беше мал, се случи една несреќа и го изгуби едното око. Како мајка не можев да поднесам да растеш со едно око. Докторите те прегледоа и ми рекоа дека е можно да го дадам јас моето око на тебе. Тогаш јас ти го дадов моето. Бев пресрекна кога знаев дека мојот син го гледа светот за мене со тоа око. Со љубов секогаш за тебе, твојата мајка. Почитувани гледачи на вистина трогателна, вистинска приказна, мајката го сака своето чедо какво и да е. Но на жалост, ние децата понекогаш не се однесуваме соодветно кон нашите мајки. Додека се живи, почитувајте ги, зашто кој ќе ги затворат очите, се е џабе, се е бадила. Може да направите златен споменик, да го украсите тој споменик, тој гроб со мермерни плочи, со златни плочи, ништо не вреди. Додека се живи нашите родители, треба да ги почитуваме, да ги негуваме и да им дадеме соодветна почит како што доликува, затоа што и петата заповед вели: почитувај ги родителите, за да имаш благослов на ова земја, да ти се продолжат деновите и векот. Овој син не бил свесен што прави, може би не знаел, но сега, кога дознал, веќе било доцна. Не можел да и се заблагодари на својата мајка, зашто окото кој го имал е всушност окото на мајката. Нека навистина Господ ни прости ако сме биле немарни кон нашите родители, но еве нека ово биде порака и поука за нас, да имаме респект и почет кон нашите мајки, кон нашите татковци. Дали од режи имаме уште една песна приготвено, па може, еве ќе одеме, почитувани гледачи, со уште една песна и потоа ќе се вратиме повторно да ја проследиме останатата програма од оваа емисија. Ruke svoje širikle, nježno gledam malene, djeci cijelog svijeta, Isus ime zna. Isus voli djecu malu, djecu cijelog svijeta to. Bijele, žute, crne, sve, pa i one smeđe, gle, Isus voli djecu cijelog svijeta to.
Поздрав до сите вас, почитувани гледачи, кои во меѓувреме се вклучивте и ја пратите нашата утринска програма на радио Глас на надежта, емисија која се емитува секој утро од понеделник до петок во 8 часот и 30 минути. Следува рубриката Утринска порака или утрински текст. Го наоѓаме во Евангелието според Јована во првата глава во 16 стих. И сите ние примивме од неговата полнота, благодат врз благодат. Да го проследиме сега и соодветниот коментар. Бог очекува од нас својот карактер да го градиме во склад со примерот кој ни е покажен. Ние треба да зидаме цигла по цигла, на доблест да додаваме доблест, да ги пронаоѓаме своите слаби точки и да ги исправиме во склад со упаствата кои ни се дадени. Кога ќе се најде пукнатина во зидот на градбата, ние знаеме дека нешто со таа зграда не е во ред. Исто и при изградбата на карактерот често се забележуваат пукнатини. Доколку тие слабости не се отстранат, целата зграда ќе се сруши кога околу неа ќе се подигнат бури. Бог ни дава сила, способност за разумно одлучување, време за да можеме да градиме карактер на кој тој ќе може да го стави својот печат на одобрување. Тој сака секое негово дете, чинејќи непорочни и благородни дела, да гради благороден карактер, така што на крајот тој ќе може да го прикаже како складна градба, прекрасен храм, почитуван и кај Бога, и кај луѓето. Благородниот избалансиран карактер не се наследува. Тој не се постигнува случајно. Благородниот карактер се стекнува со поединечни напори преку Христовите заслуги и неговата благодат. Бог дава таленти, умни способности, а ние го обликуваме карактерот. А тој се гради во тешки, остри судери со самиот себе. Ние мораме да водиме битка по битка против своите наследени склоности. Ние мораме самите себе да се ставиме под остра критика. Не смееме да дозволиме ниту една наша негативна црта да остане непоправена. Карактерот се обликува со животот што го живееме со Христовата милост. Во душата почнува да се обновува изворната убавина, подарени се способности на Христовиот карактер и почнува јасно да свети ликот на Божествениот. Лицата на мажите и жените што одат и работат со Бога покажуваат небесен мир. Обкружени се со небесна атмосфера. За овие души почнало Божето царство. Тие имаат Христова радост, радост што е благослов за човештвото. Тие уживаат чист, прифатени се да му служат на Учителот. Тие имаат чест да му служат на Учителот. Тие уживаат, ним им е доверено да извршуваат неговата работа во неговото име. Како што Бог е чист со својот делокруг, така и човекот треба да биде чист во својот живот, а ќе остане чист ако во него живе Христос, надежта на славата, бидејќи ќе го имитира Христовиот живот и ќе го одразува неговиот карактер. Еве, почитувани гледачи, ова утринска порака, овој утрински текст е посветен токму на карактерот, што ние треба да го менуваме на позитивно. Познато е дека се ќе оставиме на ова земја. И богатство, и имот, и куќи, станови, автомобили, се ќе остане. Поименно тоа го знаеме. Кога човек умира, ништо не носат на гробишта, освен телото го погребуваат. Но карактерот останува. Значи, карактерот останува за секој со нас. И затоа, додека сме живи, ајде со Божја помош и денеска некоја негативна особина да ја отстраниме со силата на Светиот Дух. Само во Небесното царство ќе го понесеме нашиот карактер. И затоа, овде Бог ни ја нуди неговата благодат, неговата милост, да не помогне. Бог очекува од нас својот карактер да го градиме во склад со примерот кој ни е покажен. Да, ние сме зачнати во грешна природа, ние носиме грешен карактер, ние носиме грешни гени, но силата Божја, небесната сила ни стои на располагање. Само со Божја сила ние можеме да напредуваме. Исто и при изградбата на карактер често се забележуваат пукнатини, како што овде писателот споредуваше. Зграда, куќа која има пукнатини, ако не се санират на време, таа куќа може еден ден, кој ќе дојдат ветришта и бури и дури и да се сруши, да падне. Затоа ние не мора да паднеме.
Ние не мора да се срушиме во нашиот карактер, да го повикаме денеска Бога преку Светиот Дух и сите наши пороци кои ги имаме можеби, дали е пушење, дали е алкохол, дали е завидливост, може и то да биде лоша особина да завидуваме, што уште е многу погрешно човек во душата да завидува или гордоста. Исто така многу лоша особина. Знаеме, ради гордоста Луцифер го изгубил небото. Луцифер на небото не ограбил банка, не убил човек, туку тој бил љубоморен на својот Создател, на Господа Исуса Христа. И зато повеќе, вели Библијата, не можеше да остане таму. Еве, тоа беше утринската порака, почитувани гледачи. Одеме сега да проследиме рекламата и ќе се вратиме повторно во живо. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Сите вие кои сакате да изучувате Библијата, еве, што тука ја видовме рекламата, онлайн допишување значи преку онлайн може да се допишувате и да проучувате Библијата. Отворете го тој сајт, почитувани гледачи, навистина ќе се изненадите што се ни стои на располагање, значи од дома, преку вашиот лаптоп или компјутер, ќе можете да се допишувате и да изучувате Библијата. Во рубриката за библиските личности, денеска се одлучив да кажеме неколку зборови за пророк Захарија. Всушност, тој последната книга не е последната Малахија, меѓутоа една од последните книги во Стариот Завет, книгата на пророк Захарија. Значи, тој е еврејски пророк кој живел и пророковал некаде околу 520 година пред нашата ера. Живел во времето кога живел и пророкот Агеј. Пророкот припаѓа посебно, значи, на таа елита, како би го нарекол пророк Захарија, со останатите тие мали пророци, иако не се мали по значењето, меѓутоа по глави, значи по 3-4 глави имат нивните книги, но многу се содржајни и го опишуваат времето какво било во еврејскиот, односно израелскиот народ. Тој има и пророштва, значи за Божиот народ и за се одно што требало да се случи во тоа време, бидејќи Бог во тоа време испрекал пораки, совети, упатства токму преку пророците и тие биле пренесувачи на Божјата порака, значи до народот. Роден е за време на вавилонското робство. Знаеме дека израелците биле, евреите, 70 години во робство. Прв ги поробил царот Навуходоносор и тие робови биле носени во групи и знаеме дека и Данило бил однесен во робство, неговите пријатели Седрах, Мисах, Авденаго и многу други млади кои биле пренесени и обучавани во вавилонското робство. Еве и Захарија бил однесен, но тој го преживел тоа робство и се вратил назад и допринел, значи Захарија допринел во обнова на Иерусалим и во обнова на духовноста кај Божиот народ. Допринел, значи, за морално оживување на народот. Заедно со пророкот Агеј, тие пророкувале и служиле во Ерусалимскиот храм. Ако ја читате книгата на пророк Захарија, ќе видите тој во своето пророштво пророкува за влегувањето на Исуса Христа во Ерусалим. Знаете, тоа го пишува од Евангелијата, кога бил качен на магаре и жените, луѓето постилале секакви работи доле на подот на земјата и фрлале гранчиња и го славеле Исуса и велеле Осана, Осана. Едноставно, Исус не дошол да го зацарат за цар, меѓутоа му покажувале почит и респект. Исто така,
во Захарија 9.9, тој го предвидува во пророштвата издајството на Јуда за 30 сребреници. Прочитајте тамо, тоа е 700 години, 600-700 години пророштво кој се уште не се остварило, но Захарија предвидува и пророкува зашто Бог му го тоа открил дека Исус ќе биде продаден за 30 сребреници. Понатаму, ако ја читате ова книга, негова ќе најдете интересни пророштва кои се исполниле во Новиот Завет. Неговата книга има 14 глави, значи релативно е поголема од останатите така наречени мали пророци. Како и да е, прочитајте ја во еден здив, ќе прочитате неговата книга, има многу пророштва, но еве кажавме, значи денеска зборувавме за пророк Захарија, Божи човек кој бил роден во Вавилонското робство, но се вратил назад и продолжил да го шири сознанието за Господа меѓу своите сограѓани. Еве толку за Захарија. Сега би одговорили на едно кратко прашање: што се тоа новото небо и новата земја? Многу луѓе имаат погрешна представа за тоа како ќе биде на небото, или што е тоа ново небо и нова земја. Ако ги читаме главите во Откровение, последните 21 глава и 22 глава ни дава детална слика за новото небо и новата земја. По настаните од последните времења, сегашните небо и земја ќе бидат уништени и заменити со ново небо и нова земја. Така пише во 21 глава и 22. Ете, Господ создаде ново. Значи, ќе имаме ново небо. Според Библијата постојат 3 неба, почитувани гледачи. 3 неба. На третото небо е горе Господ. За нас е ова првото небо што го гледаме со своји очи. Тоа ќе биде уништено и Бог ќе создаде, зашто тоа небо е загадено. Нема услови за живот. И ова земја ќе биде обновена. Значи, ќе биде прочистена. Вечното живеалиште на верниците ќе биде овде нова земја. Тие ќе бидат 1000 години земјени горе на небото, но после истекот на тие 1000 години, повторно Ерусалим со спасените ќе се спушти нова земја, но на обновена, прочистена, без грев, без хемикали, без пестициди, без гробови и без смрт. Новата земја е небото на кое што ние ќе ја примиме вечноста. А новата земја е место каде што ќе се наоѓа и новите Ерусалим, небесниот град. Новата земја е таа каде што ќе има бисерни порти и златни улици. Токму овде, значи, после поминати 1000 години на небото, во тој небесен Ерусалим, тој ќе се спушти и овде ќе биде центарот на целата вселена. Сега престолот е на небото, но кога ќе биде Исус, кој ќе дојде по втор пат, односно ќе ги земе тогаш спасените, а по третиот пат кој ќе дојде Исус, овде ќе дојде Ерусалим и овде ќе биде, што би се рекло, главниот град или главното престојулиште на Исуса Христа на небото, на тројството, односно на целото небо кој ќе се спушти овде преслот нова земја. Новото небо и новата земја е физичко место каде што ќе живееме со нашите прославени тела. Некој ме праша дали ќе се препознаеме на новата земја. Да, читајте во првото послание до Коринтијаните, 15 глава, од 35 до 58 стих. Значи, тамо ќе се видиме какви што сме. Обновени, секако не со такви тела, грешни, обезличени, пропаднати, сакати, може некој сега нема рака, нема нога, но на новата земја Бог ќе не врати во нашата младост. Концептот дека небото е во облаците е небиблиски. Концептот дека ние ќе бидеме духови кои лебдат низ небото, исто така е небиблиски. Небото, кој што верниците ќе го доживеат, ќе биде нова и совршена планета, на која што ние ќе живееме. Новата земја ќе биде ослободена од грев, од болести, страдање и смрт. Веројатно ќе биде слична на нашата земја или можеби реконструкција на нашата сегашна земја, но без проклетство на гревот и смртта. Но што е со новото небо? Рековме, важно да се запамети дека во античкиот ум небото се однесува на небесата и вселената како и сферата во која живее Бог. Па во Откровение 21:1 пишува апостол Јован упатува на ново небо. Веројатно кажува на тоа дека ќе биде создаден цел универзум, нова земја, нова небеса и нова вселена. Но се чини дека Божето небо ќе биде повторно создадено да се даде нов почеток на се во универзумот.
da bide, bilo da je fizičko ili duhovno. Ki ima imeli pristup do novoto nebo v večnosta? Da, sekako. Zašto Isus reče, odam da vi prigotvam mesto i koje ke bide sve gotovo, ke dojdam i ke vezemam i vije da bidete kade što su im jas. Da dozvolime Božji zbor da go oblikova našto razbiranje za neboto. Lesno je za razbiranje ako samo upotrebime malku vera i čitajte knjigata Otkrovenje, poslednjete 2 glavi, ki dobijete jedna jasna slika, početovne gledajući, deka Gospod prigotova vistinsko novo nebo, u smislu, ali vistinska nova zemlja, posle 1000 godini pominiti gore na neboto, ovdje ke otpočne večnosta, koje ke nema svoj kraj. Evo, odem svega povtorno su pesna i ke se vratime da ja продолжиме našta emisija. Evo, nepovtorno nazad, početovni gledači, uživo je sledite ova naša utrинska programa, koja se emitova sveko jutro od ponedeljnik do petok v 8 času i 30 minuti. Sledova rubrikata zapoznavanje našte gradovi, sela, vodopadi, ezera i taka natamo. Danes, evo ke kažeme nekoliko rečenici, ke se podsjetime za jedno malo grače na istok, a to je gradot Berovo. Ne znam da li ste imali prilike da go posjetite, ja sam bil nekoliko pati, potovajki od Vinica kon Berovo i može da se spuštite preko Ogražden, dole vo Strumica, koga velam dolu, zato što Berovo je na visoka pozicija, na visoko mesto, no kako je da je, ako ve nosi pat od Istočna Makedonija, obavezno posjetite go, to malo grače koji izobilova so golemi prostranstva na šuma. Nažalost, mi na to leto se sluči golem požar i golem delo ta šuma je upropastena, no sepak ke se podmladi, mora da živeme, mora da se nadevame i deka je na vistina povtorno ke se povrati ta priroda. Znači Pehčevo, Berovo, zato to se podreče u Istočna Makedonija koji izobiluvaco ogromni prostranstva na borova šuma. No, ajde da kažemo nekoliko rečenici za Berovo. Grad vo istočni odel na Republika Makedonija koji je smjesten pod padinite na Maleševskite planini, čiji opštinski granici se prostirat na površini od 598 km kvadratni. V blizina se nahogja Berovsko jezero. Berovo se nahogja na 161 km od Skopje, 47 km od Strumica i 52 km od Kočni. Znači, najblizo grad mu je u susedstvo to Strumica. Zato, kako go dobilo Berovo svoje to ime, postoje 2 verzije, ja svega ki gi pročitam, odnosno ki gi spodelam sa vas, početovani gledači. Spored prvata, to go dobilo svoje to ime po imeto na nekoj si stočar Bero. Argument za ova je postojanje to na taka narečenata Berova livada. Vatarot među selata Mačevo i Robovo, za koje se smete deka mu pripagjala na ovoj stočar. Spored storata verzija, koja je povjerojatna, ime to Berovo proizleglo od toga što lugeto se borele,
odnosno berele, се собирале на тоа место. Се постава прашањето од каде се берело населението. Берело значи собирало. Па од старите населби во местноста Туртела, Селца, Рибница, Раздоло, Клепало, Добри Лаки и други, а подосна и од другите малешевски села. Значи се береле, доаѓале од повеќе места, од повеќе села и така се формирало ова населба, ова градче по име Берово. Берово е сместено во источниот дел на Македонија, во областа Малешевија, односно Малешевската котлина, со надморска висина од 846 метри, затоа тамо е посвежо и летно време, а зимите се доста остри. Во близина на селото, на Берово се наоѓа вештачкото Беровско езеро, кое што поради недопрената природа и чистиот воздух представува поволно место за развој на туризмот и околу езерото изградени се неколку туристички капацитети. Климата, како што спомнав, е умерено континентална со модификација на климата во високите планински и рамнински делови. Температурата во просек, средната температура е 11 степени, а најстуден месец во годината е јануари со просечна температура од минус 10. Значи, зимите се доста остри, просечна температура во зимно време во Берово е минус 10. Ако сте љубители на снег и на студено време, може да отидете тамо. А најтопол месец е јули со просечна температура од плюс 18. Навистина една воздушна бања. Топло е, во смисол убаво е на лето, тамо е пријатно, плюс 18, кога во другите градови е жешко, е топло, тамо плюс 18 просечна температура. Според статистиката од 2002 година во Берово живееле 6404 жители, од тоа 91 турци, роми има доста, 459, власи 6, срби 14, бошњаци 3 и така натаму, значи најмногу има од македонската популација. Како е да е, тоа е едномирно градче, кај што луѓето творат, живеат, заработуваат, градат куќи, викендици, така да едномирна населба со чист воздух, како што читавме, и познате оној беровскиот кромпир. Беровското сирење, така да ако сте љубители на кромпир, може да си набавите од тоа место, од градот Берово. И сега сакам да споделам понатаму еден здрав рецепт за сите вас домакинки, па и вие домакини кои готвите, кои спремате, земете пенкало и напишете го, запишете го овој рецепт. Намаз од лук со сирење. Потребни состојки: една главица лук, 150 грама младо бело сирење, 50 грама моцарела, малку сол и 50 грама целер. Време за подготовка 5 минути. Време за готвење 10 минути. Значи за 15 минути ќе добиете еден убав и тоа здрав намаз. Краток опис. Лукот е употребуван како лек во многу култури во текот на илјадници години. Особено неговата примена во медицински цели е стара колку што се и египетските пирамиди. Се смета дека лукот помага при срцеви заболувања како атеросклероза, високо ниво на холестерол во крвта, висок крвен притисок и рак. Истражувањата вршени на животни, како и на луѓе, укажале на можните придобивки од користењето на лукот за лекување на кардиоваскуларните болести. Например, во едно чешко истражување се укажало дека лукот го снижува нивото на холестеролот во крвните садови на животните. Во 2007 година BBC објави дека лукот може да се користи во превенцијата и борбата со настинката. Користењето на лук во исхраната на лабораториски стаорци се покажало да го зголемува нивото на тестостеронот. Значи, помага и направено истражување дури и на ставорци. Како се подготвува сега рецептот? Лесно и кратко. Го блендирате лукот колку што можете на најситни парчиња. Пото го додавате младото сирење, моцарелата и целерот. Сето тоа значи го ставате во блендер. Откако ќе добиете единична бела смеса,
dodавате зачини, сол и многу магданос. Уште еднаш блендирате се заедно, значи ги ставате сите овие состојки и во вашиот блендер и тоа се иситнува. Се служи на подпечени лепчиња на тост во рерна и слично. Нека ви пријатно, почитувани гледачи, испробајте и јавите ни како ви беше добар рецептот. Еве ќе одеме сега уште една песна и ќе се вратиме да ја проследиме последната рубрика во нашата денешна емисија. Ne plašim se, jer Bog me vodi moj, i zato mirno krst ja nosim svoj. A ljubav Božja tešitelj je moj, u svakoj borbi snaga jedina. Ne plašim se, već hrabro idem sad, dok putem tim ne stignem ja. Еве неповторно во емисија во живо, почитувани гледачи, да ја проследиме и последната рубрика. Зборуваме, значи, за археолошките пренајдоци кои ја потврдуваат веродостојноста на Библијата. Во претходната емисија, значи вчера, почнавме со читање, со пренесување на интересни работи за епохалното откритие на професорот Тишендорф.
Еве, ќе продолжиме и денеска да пренесуваме делови од ова убава книга која зборува за археологијата. Најран познат текст на Новиот Завет на грчки јазик бил Александрискиот кодекс, означен со буквата А чуван во Британскиот музеј. Тој текст го потребувале некои издавачи на грчки текстови на Новиот Завет, особено од 1627 година, односно откако стигнал во Англија, додека целосно е издаден во 18 век. Меѓутоа, овој ракопис потекнал од 5 век, па поради тоа е сметан како подоцнежен доказ во прилог на изворниот библиски текст, која ќе се земе предвид фактот дека сите книги на Новиот Завет се пишувани во текот на првиот век. Понатаму Ватиканскиот кодекс Б, библиски ракопис од 4 век во Ватиканската библиотека, пристигнал од прилика во 1481 година, кога прв пат се појавил во каталогот на библиотеката. Меѓутоа, овој ракопис никогаш не им е ставен на располагање на научниците надвор од Ватикан и кон средината на 19 век се уште не бил непристапен. Националната библиотека во Париз поседувал фрагменти од библискиот ракопис од 5 век, Ефремов кодекс. Меѓутоа, овој ракопис за истражувачите нема голема вредност, поради тоа што тој е палимиспест, што значи дека неговите страници се употребени два пати, прво за една композиција која после била избришана така што подлога за пишување, во овој случај скапоцениот предмет можела да се искористи за пишување на друго литерарно дело. Претходната изворна композиција во овој кодекс бил текстот од Библијата на грчки јазик, кој е избришан, а потоа е напишана проповедта на Свети Ефрем од Сирија. Бришењето е извршено толку темелно што директорот на Париската национална библиотека рекол дека ниеден смртник никогаш повеќе не ќе може да го дешифрира овој кодекс. Што се случило понатаму, ќе проследиме во утрешната емисија. Затоа ве поканувам, почитувани гледачи, да не следите и понатаму. И благодарам што денеска бевте дел од нашата емисија. Вие кои директно во живо не следевте, а и вие кои ќе следите ова наша емисија како снимен материјал, ве поздравам сите вас, вие кои сте на вашите работни места, вие кои сте дома, вие кои патувате, можеби гответе, како е да е. Поздрав срдечен, почитувани гледачи, од студиото на Радио Глас на надежта од Кавадарци. Ви закажувам нова средба утре во исто време на исто место. До тогаш биете поздравени и довидување. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма.